Почитувани гледачи, се враќаме повторно во студиото на К3 телевизија и продолжуваме со второто издание на утринската програма Нов ден. Како и што ви ветив во крајот на првото издание, дека ќе ве запознам со мојата гостинка денеска, а тоа е една млада и успешна дама, Марија Дибјача. Добро утро. Марија, добро утро. Јас се надевам дека не ти беше напорно да станеш вака рано на сабајле, па дури од Крива Паланка да ни дојдеш на гостување. Воопшто не, благодарам на поканата и ми е чест што сум за прв пат тука кај вас. Задоволството е наше, се разбира. Вака јас, Марија, ќе ја представам како професор по физичка култура. Неколку генерали за Марија сакам да кажем. Родена, израсната во Крива Паланка, основното училиште го завршува таму, средното и факултетот за физичка култура го продолжува во Скопје. Така. Отука има многу интересен пат, заминува во Америка. Зошто? Зошто сите заминуваат во Америка? Марија е полна со инспирација, полна со идеи нереализирани и чувства потреба да се изрази, да се оствари во Америка, бидејќи пространствата и видиците и се она е многу по-широко и многу по-стварливо. Барем така ни изгледа кога ќе отидеме за таа цел, нели? Па да. Ајде, Марија, на кратко да ни кажеш. Значи, како што кажавте, израснена, родена од Крива Паланка, средно и факултет имам завршен во Скопје, средно физичка култура, исто факултетот за физичка култура, но не се најдов во тој дел да бидам вклучена во Македонија со дали во некоја училишна установа или пошироко, но секогаш ми беше предизвик да бидам да го видам светот. И така некако ми се наметнаа картите да шетам во некои континенти, некои делови и Америка или поточно Њујорк е местото кај што си имам пронајдено себе си. Марија, интересно е што не ве привлекува работа, статична, да кажеме професор по физичка култура и тоа е се. Си одите на работа, се враќате дома, си одите дома и некако точно дека позивот физичка култура, професор е убав, се работи со млади луѓе, но некако не е тоа. Вашата цел, односно вашата замисла тежнееше многу повисоко. Вие бевте и личен тренер во Америка. Како дојдовте до тој тип на запослување? Јас мислам дека е преубаво чувството да бидеш професор и да го пренесеш знаењето на помладите. Но мислам дека јас знам дека можев повеќе да дадам од тоа што да бидам само сконцентрирана во Македонија. Да, бев со работа во Америка како личен тренер во една од најелитните теретани на Пета авенија и тоа е нештото што е добар предизвик за да се усовршуваме, но се уште имаше некој дел што некои карти што се уште ме копна да видам што е понатака и што можам повеќе. Инаку, Марија е основач на невладина организација Pink Support, која ја го третира проблемот на маргинализираните лица во Македонија. Нешто сте имали идеја да споите и да направите еден многу интересантен спој, маргинализираните лица со вклучени во спортот, да се некако социализира, да кажеме, во општеството, бидејќи еден од најубавите патишта е спортот, културата и оние теми кои што и онаа што не обкружува. Да. Многу интересно е што вие сами ја финансирате ова организација што навистина е за пофалба и голема и нашата чест што имаме вакви млади луѓе што вложуваат во едни вакви организации кои навистина се голем чекор кон лицата кои што ги спомнавме. Така да, јас ја формирав Pink Support или розова поддршка, преведено на македонски, со цел да тие маргинализирани групи, без разлика дали се од ромска припадност, дали се луѓе со некои попречки во развој, дали се луѓе со инвалидитет, значи да бидат видени, да бидат
нивната индивидуална приказна да биде прикажана на целокупното општество, да не бидат затворени во тој дел на само обкружени со фамилија и ништо повеќе. Да. И тоа ми беше целта затоа што во секаде кај што имам шетано во странство, луѓе со без разлика какви попречки, дали во развој, дали со индивидуалитет, се видени, се дел од општеството, не се кријат, не се срамат од тоа што се, затоа што на секој може нешто да му се деси во животот. И тоа ми е нештото што во Македонија знам дека не е толку добро прикажано. Дали од фамилијата, например, еве лани првиот проект што ни беше со слепите лица, има дечиња кои што се со оштетен вид. И фамилијата место треба да ги пушти за да се снаоѓаат, за да бидат видени, ги заштитуваат и со тоа им прават уште поголема ги затвораат. Да. Ги затвораат самите со себе и нивниот проблем изгледа многу поголем кога се затворени. И мислам дека не треба да се срамат од тоа што се, од тоа што Точно. Затоа што секој има нешто да даде. Да. Марија, да се навратиме повторно на Америка. Во Америка го сретнувате и запознавате човекот на вашиот живот, а тоа е господинот Маурицио Ди Биаджио. Тој е тука со нас, но во она другата страна на камерите. Како се случи тоа и многу е интересно што имате огромна поддршка и многу голем ослонец во сите ваши проекти е вашиот сопруг. Ме интересира почетокот на вашиот контакт. Да, значи за Маурисио се запознавме случајно, живееме на иста авенија и бевме пријатели неколку месеци, за да потоа тоа прерасне во врска и еве сега веќе 3 години и неколку месеци брак. Така. Маурисио е личност кој што ме поддржува на сите проекти, на сите мои авантури и идеи. Што мислам дека 90% од мажите тука или мужи во Америка не би го направиле тоа. Поготоа еве сега во Македонија стигнавме четврток, петок, сабота и недела бевме на трка во Прилеп на Крали Марко. Јас трчав првиот ден 31 километар, после втори ден со него трчав 16 километри. И тоа е личноста што ме поддржува во тие мои некои идеи што сакам да ги реализирам. Тоа е се трчањето, спортот и рекреацијата. Така е. Марија, вие сте биле поточно организатор на неколку трки до сега. Учествувате на трки, учествувате и на маратон, како што е овој Прилипскиот сега што беше викендов. Не можевме да го пропратиме медиски, се разбира, но вие го пропративте, што е многу важно. Учествувавте и таму, дури од Прилеп, по сите тие напорни активности, најдовте време и да ни гостувате денеска. Кажете ми, што значи за вас учествување на овие трки, организација и се она што се нарекува учество на една таква трка? Колку напор, колку... Така, јас за прв пат учествував во една хуманитарна акција во Њујорк пред година и пол, која што се вика велосипедизам за поддршка, каде што 24 сати се возеше статични велосипеди, се формираа групи за да се крене свеста и да се соберат пари за ретки болести. Така. И кога видов дека американците може да соберат по 40 милиони долари во рок од 2 дена, значи во цел Њујорк во тие теретани имаше поставено статични велосипеди. И тоа е нештото што мене ме фасцинираше за вклучување во многу трки. Сето тоа почна од тој настан. Од тој адреналин кој што се создава на такви хуманитарни акции. Така. Сега конкретно во Прилеп на Крали Марко трката во организација на Трекс беше преубав настан, прв пат во планинско трчање за мене искуство. Што ме привлекува е новите познанства, спортисти од различни дисциплини и дружењето со луѓе од различни континенти и држави. Што е многу убаво. Така, да. Мислам дека во Америка, прв пат, ви се случи идејата за формирање и создавање на свој собствен бизнес. Ди Биаджио насловен. Ди Биаджио Нью Йорк. Е така, освен што има атрактивно име, презиме, сепак она што стои после атрактивното име се разбира
стои брендирана спортска гардероба која е наменски направена исклучиво за трчање и за аксесуари, за се оно што е потребно околу трките. Да. Како дојдовте на реализирање и остварување на таква убава идеја? Се почна, пак ќе се навратам на тоа што работе во во теретана. Таму не може да носите некоја брендирана роба. Не може да носите Nike, Adidas на вас. И јас дојдов со идеја на Маурисио логото, буквално е негово лого, брендот. И првото нешто што го направивме, го извезовме на капче. И јас го носев капчето. Луѓе почна да ме прашуваат. И така се создаде идејата дали би можеле да инвестираме во нешто вакво, но јас немав некој искуство околу тоа целокупно дизајнирање се. Маурисио доста многу ми помогна затоа што он е дизајнер за накид, не е за спорт. Работи, да. Но јас ги комбинирав работите што ги знаев претходно, се усовршував во Америка околу некои истражување околу дизајнирање за спортска облека. Тимот тука што ме во Македонија ми помага доста многу, значи графички дизајнер, производството ни е во Европа, пола, и секако тимот во Њу Јорк кои што ме помагаат со секакви совети, со секакви искуство кои што целокупно е создадено од DBH Њу Јорк. Ми се допаѓаат боите. Свежи, јаки, да кажеме жолти, наранџасти, во сите можни светли тонови. Така, да. Прекрасни се боите. Значи, боите вие си ги стварате, ваша е идејата за боите. Вие си ги правите всушност боите да ви бидат такви какви што би сакале да бидат. Добро, ние малку се изморивме, малку повеќе почнавме со зборување, а две жени кога ќе се најдат во студио, тука нема крај, така да ајде малку да се одмориме со музика. When I was young, when I was a very little boy, I fell in love with her. She was my dream come true. This woman never knew. She was my if, my clue of how a girl should groove. And then I grew up, they treat me in school. I was so bored. We changed the house, we're moving again. They try to put me in another school. You should learn music, they say. I didn't want to. And I went running back to her. She was playing accordion. It was so beautiful. Again, I was her child, her little boy. Embraced me like the cutest boy. Learning music I was from the most beautiful jaws. She could eat me alive, but she didn't. And then we're moving again. I went away, and in token of our love, my heart was broken. From east to west, from sober to stoned, from low to high tone. As the sun moves around, this piano shows my bound. When I was a very little boy, I had an unreal perfection, a flawless sensation that was my own. Now I'm confused. I'm dazed, I'm troubled, I'm wasted on booze.
to find my perfection, my sweetest salvation, and call her my own. But it's okay, I still hear that tango every day. It's okay, it's okay, It's okay, it's okay, I still hear that tango every day, every day. it's okay, It's okay, it's okay. I still hear that tango every day. Се враќаме повторно во нашето студио и продолжуваме со разговорот со нашата драга гостинка Марија Девјача. Марија, да се навратиме повторно за вашите хуманитарни активности. Знам и нашата јавност е запознаена со вашите акции, поточно со донации во одредени институции, да кажеме, например, со интернатот во Паланка. Донации со вашата гардероба, спортска гардероба. Голема радост за сите дечиња што се таму. И како, мислам дека беше прошлата година Така. за трката, розова, насловена како розова трка. Розова трка. Многу необично име, но многу привлечно. А розова трка за помош на слепите лица, која за прв пат се одржа во Скопје прошлата година. Да. Значи се почна со први ја формирав мојата компанија за спортска облека. Лани Така. година, да, година и нешто, неколку месеци. Така? Но сакав да има некое значење. Сето тоа што го правиме да има значење и претходно бев дел од некои невладени организации во Америка. Веќе 2 години назад поддржуваме ученици од Гватемала и Мексико. Но нивниот принцип не ми се допаѓаше толку многу затоа што немате контакт. Еве, Марија, да прекинеме, имаме некои фотографии, тука може да ги скоментираме каде е ова. Ова е сега летото на Охрид, одбојка на плажа, значи имавме наши спортисти кои што освоија второ место. Така? Тоа беше преубав настан. И ние бевме за прв пат дел од таков. Ова е за нова година во А ова е Нью Йорк. веќе амблемот кој што го гледаме на Дибијаджио. Така, да, ова е за време на Нью Йорк, за време на нова година славење, значи трка во 12 на полноќ. Така? Во Нью Йорк, да. Ова е, како што може да видите, А ова е Дарко вашето Спекот. заштитно лице, да, така? Да, Дарко На е едно Дибијаджио. феноменално момче, кој што ни е заштитно лице и е И во моментов се наоѓа во реалното Така, шоу. да. Големиот брат. Да. Ова е дел исто со него, бевме гости на модниот викенд во Скопје. И дел од фотосесија, значи, еве, Ова е Хилари Клинтон. Хилари Клинтон, да. Ова е незината прва кампања. Убави другарки се стекнала по Америка. Така, да, ова е почетокот на незината кампања во Њу Йорк. Значи, Така. незината председателска кампања почна од Њу Йорк. Новак Ѓоковиќ. Така е. Ова е за време на US Open, лани. Имав VIP пас, значи. Ова е дел од Gotham Magazine од Нью Йорк, значи ова беше за време на Лорен Буш презентацијата на незината нова колекција. Што исто така беше наменски за Лорен Буш или внуката на Џорџ Буш,
кој што е дизајнер за накид и имаше што цел незиниот накид да биде наменет за собирање средства за Кенија. Ова е сега за викендот со брат ми, значи во Прилеп. На маратонот. Пред трката, да, за 31 километар. Баш саботата. Ова е за трка во Њујорк што се одржава, че за Тамара, малечката Тамара која што за жал почина. Така. Првата фотосесија на Дивијаджио. И е пак сликата со Ѓоковиќ. Па да, овие слики и треба да Да. се гледат. Да. Сакате Ова се- коњи? Да, ова е се некои мои приватни фотографии. Еве го Ако- Маурисија. А коњот твој, Марија? Не е мојата. Добро. Да продолжиме. Каде застанавме? Значи темата ни За беше розевата розевата трка, да. Така, лани за прв пат беше значи во Скопје за поддршка на слепите лица, но претходно беше направена презентација на документарецот на Иван Ешотовски во Њујорк, приказа за мојот живот на Гоце Радевски, едно слепо момче, кој што беше презентиран на 4 септември. Веќе на 12 октомври бев во Македонија и трката ни беше во Скопје, а на 13 октомври беше презентиран истиот филм што беше во Њујорк. Преубаво поминавме, значи 2 дена настан, имавме супер гости поддржувачи како господјата Есма Реджепова и незината фондација ни беа гости и дел од доста други хуманитарни организации кои што ни дадоа морална поддршка. 4 октомври, сега, овој месец, Крива Паланка, повторна розова трка. Повторно Марија е тука. Па јас сакам да ми прерасне ова секоја година, да имаме индивидуална приказна да прикажеме на јавноста. Оваа година 4 октомври го избрав градот Крива Паланка, затоа што и розевата поддршка или Pink Support е формирана во Крива Паланка, невладината организација. И оваа година наш херој ќе биде Јоце Блажевски, дечкото кој што му се потребни средства за последната операција во Москва за вризгување на матични клетки. Ќе ни бидат гости, значи Тина Туртовиќ ќе ни биде водителка на настанот, Елена Бубало ќе ни биде ќе го води загревањето, значи она е предобра и една од најпознатите инструкторки за буткамп инструкторки во Скопје. Поддршка ни дават и Macedonian Bike Riders, значи дечкиве што ќе возат од Скопје Крива Байкери. Паланка, бајкерите, Крива Паланка и назад, значи јас немам зборови, значи преубава сега за сега е формирана за организирање на оваа трка во Крива Паланка. Општината ни излезе во пресред, градоначалникот без проблем и неговиот тим, значи поздрав до Крива Паланка, општината и сите луѓе што се вработени, затоа што и Црвен крст, да не ги заборавам дечките што веќе мислам дека низ цела Паланка лепат плакати, ќе ни бидат волонтери. И тоа е нештото што мене стварно ме прави срекна, наискрено, затоа што не е ова е можеби моја идеја, но јас не сум единствената за благодарна за ова да се оствари. Значи позади мене цел тим. Така е, Марија, но вие сте идеен творец, што би рекле на еден ваков проект, и многу е убаво чувството кога ќе видите дека имате многу поддршка. Но некако нашите луѓе како да некој треба да ги организира, како треба да ги потикне, а сите сакаат нешто да направат, да створат, да помогнат, да се занимаваат со нешто слично како и вие, што се однесува до хуманитарната дејност. Тука сте во право, затоа што многу луѓе веќе сега ми приоѓаат со некои прашања како може ние да помогнеме, како може јас да помогнам. Но кога се формираат тие почетоци е многу тешко. И ја мислам дека секој што ќе ги издржи првите неколку месеци, првиот некој проект што ќе се формира, поготово ако е хуманитарно и поготово ако треба да соберете луѓе што се хуманитарци, што се волонтери. И јас сакам да бидам обкружена со луѓе што сакаат да го дадат она најдоброто од нив, без да бидат платени, без да бидат наградени парично. Затоа што мислам дека во животот понатака секој од нас ќе биде награден на тоа што би на било кој начин. На било кој начин, да. Така е. Македонија и Америка. Во еден од вашите текстови, интервјуа или изјави, како да кажем, прочитав како
Марија обстојува на патот Македонија и Америка, односно зошто се враќа постојано? Рековте, Америка ми помага да балансирам со Македонија или Македонија ми помага да балансирам со Америка. Да го држите балансот. За каков баланс стана збор? Затоа што мојот живот во Америка е тотално различен од животот Колку во години сте, Македонија. Марија? 4 години. Добро. 4 години, но претходно имам идено тамо како студент на 3-4 месеци со работа. Зошто ми треба тој баланс? Затоа што во Њујорк мојот живот е тотално различен. Значи таму сум 24 сати зафатена, претежно сум зафатена околу креирање на идеја или концепт на нешто наредна колекција што ќе излезе. Во Македонија сум тотално зафатена со практични работи, ностоп излезена, ностоп на терен, инволвирана со луѓе. И е тотално различно. Значи, да не почнем од храната и пријателите, па до Начинот на живот воопшто. Така, да. Каде живеете во Америка? Во Њујорк, во Њујорк Сити. Тоа е во центарот некаде, пошто се е по квартови, Њујорк е држава, Да, ние значи сме не во можеме... Асторија, тоа е кварт, значи од Централ парк е оддалечено на 10 минути. На 10 минути со сабо или 4 Од познатиот Централ парк. Така, да. Така. Така да често пати го користам Централ парк за и фотосесија, Релаксација. и трчање и релаксација. Не можеме да направиме никаква паралела со тој живот таму и со овдека. Дали може Марија еднаш да каже јас заминувам од Македонија и мојот живот е во Америка? Мислам дека не. Јас не сум не ме сваќате погрешно, значи не ги осудувам сите луѓе што заминуваат и многу млади што ќе речат јас сакам да сум кон тебе и никогаш веќе нема да погледам назад, никогаш нема се вратам. Мислам дека тоа е јас не сум огорчена од државата, значи државата не е виновна за тоа што јас сакам нешто повеќе од тоа тука. Затоа што мислам дека и тука и таму се соочувате со исти предизвици. Таму дури потешко е, например, затоа што не е ваш јазик. Не е ваша држава, немате исти пријатели. Значи јас имам веќе 4 години живееме во зграда кај што можеби не се познавате со никого. Само здраво во влез. Сакам да тоа ми е поентата на младите да видат дека може да се направи баланс околу животот таму и тука. Можеби тука имаме многу негативности, но имаме и предности. Македонија се уште е држава со неискварени природни добра и богатства. Еве, например, планините, храната. Ние имаме куќа во Ранковци и мајка ми си одгледува, значи имаме градина со сите можни зеленчуци и тоа е нештото што во Њујорк го немате. Не можете во Централ парк да си направите башичка, нели? И пријателите. Така. Она искреното кога идете во некој делови Тоа на е Македонија. сакав да те прашам, како со контактите со пријателството? Ние сме такви луѓе, посебно македонците или луѓето од овие балкански простори, си сакаме дружби, си сакаме барем еднаш, два пати неделно сигурно да си се видиме. Така. Како во тој живот таму? Немаме, мислам имам пријатели, но тоа се договарате да се видите 2 недели, 3 недели претходно на кафе и претежно не на кафе на ручек или на вечера, но не се блиски пријателства кои што се блиски тука. Немате искрени барем немам јас, немам Контактите искрени ве вржуваат некои интереси. Да, мора да имате некоја си додирна точка на интереси. За Дали да е тоа за контактирате со бизнис, дали е луѓето. тоа за нешто, да. Многу ретко ќе имате стварно луѓе што сте пријатели од детство, Ради сте пријатели, пријателство, ради пријателство. Да. Дали Марија тежне кон остварување на американскиот сон? Зависи кој како го гледа американскиот сон. Македонскиот народ би го гледал американскиот сон, ако пари гледате- да така, се направат. Американскиот сон ако гледате за американците да имаат куќа пошто нонстоп се плаќаат кирија. Значи тоа е американскиот сон, да имаат куќа, да имаат пензија која ќе работат многу. Мојот сон ја мислам дека си го живеам во моментот затоа што можам да си дозволам секој месец или месец и пол да сум во Македонија. Така. И да се видам со мојата фамилија која што е тука, да имам доволно средства за да бидам среќна и да можам, ако можам нешто да дадам од себе, и тоа е нештото што мене моментално ме прави многу среќна и мислам дека сакам
ако веќе е некаков амерички сон, да ми биде целосно да ми биде целосно посветен на работата и да ми биде посветен на хуманитарните акции, затоа што јас со парите и да имаш премногу, ти дојде ден за да, не ми се некој си приоритет да ги Водич. имам и да ги, Да ве води. да ме водат, да. Така. А дали рековме дека вијаџа опрема имаме во Македонија? Да, имаме во Македонија веќе некако 4-5 месеци имаме продавница во ТЦ Лептокарија, во средниот ред. Имате, значи, како што кажавте, едни од најдречавите бои се таму. Имате некои парчиња кои што се стриктно по еден или два броја само, кои што се донесени од Њујорк. Имате патики за трчање исто и аксесуари се вклучено во перформанс за трчањето. Кого имате во Баланка, Марија? Молам, Од семејство, кого имате? Кого имате? Рековте брат? Значи, да, брат ми и татко ми моментално се тука дојдени они, но не се со живење во Македонија, се во Германија. Мајка ми. Значи, вие сте на релација Германија? Одите во Германија во Еднаш посета? бев, да, ама не е нешто мој стил Германија. Не. Не, брат ми претежно доаѓа, се бевме договорени да трчаме заедно. Бевме претходно за Скопски маратон, за жал не се одржа во мај. Тука сега сме заедно и за розовата трка ќе биде тука. И тоа е нештото што така се ускладуваме со идење во Македонија. Инаку мајка ми е константно тука во Македонија. Така. Ајде уште еднаш да слушнеме уште една музичка номера, а после тоа да привршуваме и со нашиот разговор. And if you wanna stay, tell me you wanna stay. And if you wanna go, tell me you wanna go. The secret lies within, tell me you've never been part of my destiny. Tell me my eyes have seen. It's here and now, I'll show you how. Enjoy the moment, living in eternity. It is where we wanna be. Make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Living in eternity, it is where we wanna be. Make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. I'll take you in my world, show you what I mean. For all the things I've done, I'll give you all within. The secret lies with us, tell me you've never been part of my destiny. Tell me my eyes have seen. It's here and now, I'll show you how. Enjoy the moment, living in eternity. It is where we wanna be. Make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Living in eternity, it is where we wanna be. Make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Living in eternity, it is where we wanna be. Make me feel like ecstasy.
Она со што би сакала да го завршиме ова многу убаво дружење е да пробаме да откриеме што се однесува до идеите од Марија за новата колекција на Ди Биаджио, спортската опрема. Дека е атрактивна, интересна и невообичаена тоа е, значи со боите тоа се докажува. Но нели светските модни дизајнери не ги откриваат идеите. И ја знам дека и вие не би сакле, но многу би сакле да дознаеме нешто малку. Па добро, да. Не е нешто спектакуларно, да кажеме, да, открити. Не е нешто, значи нашата претежно опрема, нели, специализирана за атлетичари. Само ќе кажам дека нашето производство засега е во Хонг Конг и во Србија. Така. И сега се фокусираме во 2016 целото производство да биде во Македонија. Одлично. Така да Ди Биаджио да излезе со Made in Macedon. Така. Тоа е нештото што на кое што ми е проект зацртан за 2016. Pink Support. Pink Support проект. Pink Support проект, тоа е малку не тешко, но јас сакам Pink Support да ми прерасне во невладина организација од светски рамки. И сега сакам да поддржуваме спортисти од Македонија, но и пошироко. Така да 2016 сакам да ни биде застапена и за спортисти надвор од Македонија. Да. Сега ќе видиме како ќе поминеме со розевата трка во Крива Паланка. За трката би сакле малку повеќе да актуализираме, да ги потсетиме граѓаните, кривопаланчани, па и пошироко од регионот, од нашиот регион, да ја поддржиме трката. Да. Мене ми кажа пред 2 дена дека бев гостинка во наша ТВ кај господјата Сузана Турунџиева. Така. Исто имавме најава за трката и значи јас кажав дека дел од средствата одат за Јоце Блажевски за неговата операција, последна операција во Москва. И веќе ми најавија дека од продавницата во Скопје, зашто јас кажав дека може кој сака да донира, ние парите ги даваме на фамилијата, се појавила некоја господја со плико со пари. И тоа е нештото што е стварно супер. Значи вие како медија ги тагнувате луѓето и ја потигнувате свеста за да си помагаме меѓу себе. За розевата трка во Крива Паланка, значи ќе се почеток ќе биде во 10-10:30 часот. Кој ден е тоа, недела? Тоа е недела. Значи сите луѓе што се заинтересирани ќе биде пред општината, може да дојдат и да не трчат, да ни дадат поддршка. Со самото присуство што ќе биде таму, ќе добие на масовноста, ќе добие на ефектноста, на... Да, па јас мислам дека Крива Паланка за прв пат има вакво нешто. И е убаво да се покажеме, еве јас како дел од Крива Паланка, Крива Паланчанка, да се покажеме како добри домаќини. Затоа што ќе имаме гости од Скопје, ќе имаме гости од други градови и се надевам дека се ќе помине во најубав ред. И благодарно за сите, еве, како што кажав, ни излегува во пресред Тина, водителката, Елена Бубало со незиното загревање, фамилијата, општината и мислам дека ќе биде стварно многу убав настап. Се надеваме и дека медиски ќе можеме да го покриеме, да известиме всушност. До кога Марија ќе биде во Македонија? До кога сте тука? Значи, моето идење и доаѓање ми е многу често. Значи, тука сум сигурно до крај на октомври, потоа доаѓам пак во ноември. Неколку недели имам нешто проект во Америка. Сега организираме, не организираме, туку сме дел од организација за една трка што е во декември. И така да ги сум на релација Македонија, Њујорк. Сакам уште нешто, Марија, да ве прашам за крај. Бидејќи од разговорот можам да сватам дека сте сестрена особа. Дека во моментот размислувате на 6 работи одеднаш. Значи, личност е која сакате многу работи да изреализирате, да ги остварите, но многу е тешко, како и што знаеме, не е поради условите и поради земјата, а не е можно една особа да е на неколку места во исто време. Така ли? Така. А вие сте некој сличен тип таков. Што е она што подсвесно или скриена желба си имате? Секој од нас има некои скриени желби, што би сакала да направам некогаш и нешто и дали со веќе направените проекти, или имате нешто скриено во вас, што имате потена желба што би сакале да изреализирате или да остварите? Дали е тоа приватно, дали е
од страна на вашиот бизнис? Да. Мислам дека веќе сум на супер пат за реализација на тоа што ми е конкретно, значи мојата компанија DBAG New York да прерасне во светски бренд и да ми е мило и на луѓето во Македонија што излегува тука. Но една да наша има, македонка излегува со бренд. Но да има позадина, да поддржува хуманитарни акции. Тоа ми е целта. Значи приоритет ми е Pink Support не може да опстане, значи затоа што 10% од сите целокупниот приход на мојата фирма одат за невладината организација. Така. И сакам да тие две работи да бидат на реномирани меѓународни рамки, значи да биде Pink Support една организација на светско ниво, да поддржува проекти пошироко од Македонија. И тоа е нештото што се трудам да го направам, затоа што сите мои, значи јас сум лично што како што кажавте, значи до вчера мислам дека се вративме околу 5-6 попладнето од трка, 50 километри трчање 2 дена. Са Вајлет останав у 6 Вајлет да дојдам тука. Сум многу активна, многу хипер личност и е многу тешко некој да ме следи во тоа што го правам. Значи, затоа Маурисио е лично што стварно има живци да се носи со овој предизвик. Јас мислам дека љубов е во прашање. Па да, а нервите и трпението си доаѓа така, дури нормално потоа. Но тоа е нештото што сакам во некои наредни години да ми биде предизвик фирмата и секако да имам моја фамилија, затоа што мајка ми е нон-стоп е таа што ми вели дека сака внучиња? Сакам внучиња, да. А јас сум таа што секогаш ги одложуваш работите. Секи си дојде во свое време, во секој случај. Марија, јас ти благодарам на твоето учество. Навистина ми беше пријатно и многу сакам вакви гостинки, сакам успешни жени, личности кои тежнеат да бидат уште поупатени во светот, уште поприсутни секаде, кај што нешто се случува што е важно и за вашиот бизнис и воопшто во вашата лична реализација и остварување на се она што вие подсвесно што би сакале да си го остварите како цел и што ви е наменето како следен проект. Но за крај сакам уште еднаш да потсетиме за Розовата трка, да ги повикаме нашите граѓани како од Крива Паланка, од Куманово, истите оние кои што имаат спортски дух, а и што е многу важно, кои што се со хуманитарна цел, хуманитарна мисија, да ги поддржиме и тие луѓе кои што се учесници таму и да дадеме еден придонес во сето она што се нарекува човечност и хуманитарност. А сите ние тоа го имаме, некој во помали, некој во поголеми количини, но доколку сме луѓе, не може да немаме хуманитарен дух, така ли? Да. Благодарам, Марија. Благодарам и на вас за поканата. Се надевам дека повторно ќе се видиме и по разговорот можам да сватам дека многу брзо ќе имаме нешто интересно и ново од Марија DBAG. Почитувани гледачи, тоа беше крајот на второто издание од утринската емисија Нов ден. Јас се надевам дека бевме доволно интересни за да останете со нас, а се гледаме повторно во утринско издание утре во исто време. Имајте убав ден.